It's time to clap your hands. Што е джентлмен? Да, тоа навистина е добро прашање. Не постои еден конкретен одговор за ова. Постојат многу повеќе. Многу е важно од која гледна точка се гледа овој збор. Джентлмен може да биде секој човек со добро и учтиво однесување. Човек со манири. Джентлмен е маж кој е галантен, кој е нормален и чесен, кој е пристоен и културен господин. Джентлмен е човек кој ужива во убавите работи. Работи кои не се поврзани со материјалното. Тој е човек кој постојано работи и внимава на себе. Джентлменот ја знае разликата помеѓу ароганцијата и самодовербата. Джентлмен е човек кој ја почитува својата жена, но и останатите. Во нашето прво издание на Джентлмен магазин ќе имате можност да го запознаете мажот на годината за 2018 година. Човек од кој што може многу да се научи. Докторе, добар ден. Како сте? Добар ден, добро. Еве, утрински. Джентлмен, на што ве асоцира тој збор? Да. На морал и етика, кој што не знам оваа држава колку е тоа возможно, али по принцип на некои принципи кои што мислам дека човек не се раѓа, туку дека од тек на животот ги стекнува. И мислам дека е една историска приказна која што секој валјда, маж се стреми да ја добие. Кој е за вас правиот джентлмен? Ако се збори за овде, ја не знам дали јас влегувам од джентлмен, јас се надам ќе ги оправдам очекувањава на вашата емисија, дали сум јас тој правиот за оваа емисија, но морам да признам дека се трудам да дојдам до некакви морални етички вредности кои што мислам дека ќе ме дефинираат како човек кој што би се придржувал кон тие джентлменски правила. Општо, кој е джентлмен за мене, пример татко ми. Не знам. Така сум васпитан, иако јас живеев во едно друго време, кога што моралот и етиката може не ги дефиниравме луѓето како джентлмени, бидејќи сум роден во Југославија од тоа време, но имаше морал и етика. И мислам дека се почитуваат тие вредности кои што мислам дека денеска се поретки. Така да мислам дека прав лик е татко ми, не знам. Тоа е бар јас вака што го познам, се веројатно има многу. Кога би направиле споредба со джентлмените некогаш и сега,
јако што нешто што имам и читано, џентлменското спаѓа во некоја категорија на луѓе кои што се највисокиот сталеж во државата. Дали во оваа држава луѓето со највисокиот сталеж и најбогатите или како да ги дефинирам, се мерилото за тоа што треба биде џентлмен, не верувам. Лично јас сум на граница, поише ми свија тој боемски начин на живот него џентлменски начин на живот, кај што се стремиш да ги разбиеш тие стереотипи кои што те дефинираат и кои што сакаш да бидеш. Ќе ви кажам еден пример. Со малиот со син ми Виктор шетаме на водно. И бар така сум васпитан кога шеташ на водно, кога ќе се разминеш со некој од друга страна. Добар ден, здраво, како сте? Нешто ќе кажеш. Да, нормално. Сега се осеќаш како да си од друга планета. Му викам добар ден, здраво, ме гледаат чудно. Си викаш, одеднашка престануваш и ти да викаш и се претопуваш од таа раја, од која што одеднашка било сосема другчи си васпитан. Така да еден груп пример колку е тоа све изместено и кои се уствари ликовите кои што треба тебе да ти представуваат урнек како треба да изгледа џентлмен во оваа држава. Мислам дека џентлменството е во нашава држава на многу ниско ниво, по мене. 2018 година се случи изборот за маж на годината. Ја добивте наградата за маж со најголем придонес во општеството, но и титулата за најдобар маж на годината. Ја очекувавте ли таа награда? Тоа беше, ја во неколку наврати веќе сум го кажал, тоа беше навистина интересен настан. Ми се јави од Friday МК и на телефон беше знамено попладне и викаат Докцовиковски, ве избравме, избрани сте во награда за придонес кон општеството. Викам, фала ви многу, све окей, преубав настан. Окей, во текот на мојава кариера сум направил пуно работи за такви придонес, да кажем, еве за кон општеството. И на крај беше навистина онака шокантно. Би маж на годината го избираме Докцовиков, онака баш бев шокиран, искрено кажано. Така да им благодарам на целата екипа кој што и комисијата кој што гласаа за мене, така да навистина еден преубав настан. Што представува тоа признание за вас? Па признанието, како што е напоменав, значи све нешто што е собрано овие години, ја на шалата во неколку наврати го имам кажано с татко ми кога зборев, кој ми каже, викам тато, избрале, за маж на годината. Ја татко ми вика, да не треба да се соблакаш. Ја викам, валја не треба да се соблакам, валја не е таков настанов. Викам, сигурно не би добил награда маж на година, треба да се соблечам. Али тоа е мала шала, али целиот принцип е веројатно тоа све што овие 25 години кои што се трудам и влегувам во некои големи системски проекти, навистина као награда ми дојде од аспект на тоа да ме мотивира и понатака да правам такви работи. Мислам, навистина беше еден убав настан и убава награда. Кои навики и недостигаат на мажите во Македонија? Да ви кажам искрено, ја мислам дека начинот на кој што се развиваат сите овие држави од посткомунистичкиот период направи една комплетна деструкција како треба да изгледа правиот маж, како треба. Се изгуби вредноста на фамилијата, се изгуби тие баш тоа што го напомена на почеток, тие морално-етички норми и така натак. Имаат, бидејќи предавам и на правен факултет, еден од пријателиве таму пишуваат некоја книга и го објаснуваат овој тип на морал и етика нарушени во општеството, во стручно го имаат објаснето. Дека смета дека периодот на цивилизацијата е поминал некои 3 фази. И мислам дека таа четврта фаза сега фали. Значи почетокот го сметат еден грчки период, кога Аристотел Архимед влегува науката во цивилизацијата, па доаѓа еден римски период, кога блудот настанува, морал, етика е на најниско ниво, секој со секого. Да, третата фаза доаѓа црквата како регулатор на морално-етичките вредности. Црквата тој период забегува со екстремниот начин на согледување, да сега таков механизам кој што може да го заштити, да заштита таа морал етика, се губи. Овој социјални медиуми, овие од типот на Facebook, Instagram, значи тоа све многу лесно. Мислам дека фали еден механизам кој што ќе стави некаков ред во повторно да го стабилизира, да се врати таа морал и етика, бидејќи мислам дека сега е навистина на многу ниско ниво тоа. Од историска гледна точка, зборот џентлмен потекнува од 17-тиот век пред Француската револуција.
Тој доаѓа од францускиот збор «жантием». Овој збор во Франција имал многу прецизно значење. Тоа било еден вид на благодарница или титула која што се доделувала на оние кои биле добри по нешто. Во светот денеска, джентлмен е човек со манири и учтиво однесување. Оваа дефиниција е онаа која ние најмногу ја почитуваме, бидејќи нашата главна цел е да го покажеме вистинското джентлменство кај нас. Денеска луѓето за джентлмен го сметаат оној кој се облекува елегантно и кој го почитува традиционалниот стил. Носи вратоврска, костум, џебно марамче и така натаму. Дали тие луѓе имаат добро и примерно однесување? Дали се образовани и дали имаат манири кои што ги негуваат? Да се биде машко зависи од шансите. Да се биде маж зависи од годините. Но да се биде джентлмен, тоа е избор. Вие избирате дали ќе бидете джентлмени. Сигурно многумина од вас слушнале за Ибер де Живанши. Тој е основачот на модниот бренд Живанши. Постои една позната фотографија во која може да се види како Ибер де Живанши шета низ Париз со неговата тогашна девојка, познатата Одри Хепберн. Навистина преубава фотографија. Ибер де Живанши важел за еден од најелегантните луѓе во историјата и бил познат по неговите манири. Во оваа фотографија ќе можете да видите дека фокусот не е воопшто во господинот Живанши. Фокусот е во неговата понежна половина. Ова го зборуваме поради тоа што денес некои работи се целесно измешани. Многу од луѓето со нивното облекување и однесување сакаат да импресионираат некого и да привлечат внимание. А тоа е сосема спротивно од тоа како еден джентлмен треба да се однесува. Денес живееме во еден свет каде се изгради мислење дека треба да бидеме силни, квалитетни и побрзи од другите. Но без разлика на тоа, не смееме да заборавиме дека љубезноста е нешто кое што никогаш не изумира. Вистински джентлмен не го прави она што сака да го направи, туку она што треба да го направи. Докторе, што ве релаксира најмногу? По последно време, не последно, али последниве месеци дефинитивно возење во мотори. Таа една таква слобода ми дава, не знам, не можам да ја дефинирам. Ветеров, звукот, така да нема вечер да не излезам да провозам малку. Мислам онака баш мислам дека се препородив, некако најдов пасија која што мислам дека ми одговара. Да. Тоа е чувството со природата, спојување на некој начин. Тоа не само природа, мислам дека тој филинг адреналински зависен. Интересно е што како стареам тој адреналин се поише некако ми треба изгледа. Не знам дали со години виде, али мислам дека моториве дефинитивно ми влегува онака под кожа што е. Носите часовник. Колку е битно времето за вас? Часовници имам одавна. Имам пасија посебна спрема часовници. Баш ги сакам онака да ги имам. Последниот и тој интересно е на филозофска. Купувам последниот часовник и ја као викам си го купувам као за себе. И он ми вика тој е единствен продукт вика кој што не го купуваш, туку го предаваш. И ми се свиѓаше онака како концепција. Времето е навистина како проаѓа време, како се поише ми се зголемуваат врските, времето ми станува најскапо нешто што можам да го имам. Часовниците сами ги одбирате. А парфемите, дали сами ли ви треба помош од саканата? Па не, начесто со години Бос користев. Сега последен поклон добив Armani Code, така да ми се засвиѓа. Некако мислам дека понатака баш би го користел. Ми се засвиѓа како мириса, али по принцип секогаш сум сакал добри парфеми. Некои посебно не ги сакам оние сладуњави, повише ги сакам оние што викам ја Бос тип на парфеми. Кога имате време за релаксирање, имате ли некоја посебна музика што ја слушате? Музика ми е баш онака, не можам мислам без музика, некако баш ја уважавам. Последно време джезов некако ми е некако се повеќе почнувам. Не сум го сакал никогаш, али последниве години некако кога да почнав да ми влегува и тоа под кожа, ме смирува.
Sting ми е онака фаворит со YouTube, ги сакам уште од деца нив. Но претежно музика, ја не знам, имам онако ќе ми кажат што тип на музика слушаш, не повеќе и на други емисии кои сум бил, значи буквално мислам дека се адаптирам во условите. Значи е нормално ако си на свадба нема джез да слушаш. Значи едноставно ја сакам и македонска музика, ги сакам и странска, италијанска музика доста сакам. Така да мислам дека нешто изричито конкретно ми е во последно време што джезов ми е некако така. Која ви е најомилена гардероба? Може би мантилот? Гардероба, да ви кажам искрено, периоди имав, кога бев помлад, некако јако вас вако дело и машни идев на работа. И некако како од кога почна повеќе со американци да се дружам со кардиохирургија, некако гледам се повеќе да сум онака порелаксиран. Мантил, по принцип, ретко носам, не од аспект на тоа дека не треба да се носи, од тоа што, бидејќи работам со деца, поедноставен и полесен ми е пристапот кога немам мантил на себе. Не плачат, можам полесно да ги прегледам и така да по принцип посакам овој стил. Сега на мене што го гледате, така сум некако порелаксиран, некако повеќе на тоа последно време гардеробата ми е насочена на порелаксирана гардероба. Освен на официјални, бидејќи емисија, не, мислам, ја можев и ја дело да ставам, али немаше биде моментот тој. Така да баш така порелаксиран. Кои работи се битни за вас во текот на денот? Што би одвоиле? Утринско кафе ми е онака баш прво нешто што го правам са бајле. Второто кафе кој ќе стигнам на работа, пред да имаме официјален состанок и пред визита. Така да тие ми се онака примарно нешто што знам дека мислам дека не можам да профункционирам без утринско кафе, док не се напијам, дали тоа со години и на клиника која работев, исто беше таа, секоја са бајле беше кафињава. Гледам тоа што ви кажав, гледам обавезно секое слободно време од денот да го поминам со Малиов, со син ми, така да тоа ми е онака као таргет кој ќе завршам со све сите обврски што ги имам официјално со него, да го поминам тој период док не си легне. И ја мислам дека ми се неизбежни средбите со двајца другари кои што сум цело време со нив. Значи буквално сме као на сеанси, така да гледаме еден ден немаме промашено. Така да тие се вака глобала моментално работи кои што мислам дека секој ден ги правам и не можам без нив. Да, другарите секако дека се важни во вашиот живот. Имате ли омилени места? Па зависи, имаме повеќе. Немаме никој ограничување, зависи. Еден од другариве постеше, па моравме да идеме по места кај што има таква храна, пример. Сега моментално. Иначе овие градскиве култниве кафани ги сакаме да ги проаѓаме, кафичи исто така, немам нешто конкретно вако. Зависи од моментално расположение, каде можеме полесно да се паркираме, каде можеме полесно да стигнеме, значи некако како старееме сме попрагматични во однос на тоа, каде има помалку гужва, каде има помалку гласна музика, така да правиме некои комбинации. Докторе, што им недостасува на современите мажи? Мислам дека морал и етиката се е најбитното моментот што треба. Мислам дали овој, кој што спомнавте преска, овој брз ритам на живот, овие изгубени морално-етички вредности од државата, не знам кој се тоа придонесува, еве со години се бориме со тие работи, значи респектот, почитувањето, времето да ти го цени некој. Дали мажите се подржуваат меѓу себе? Јас сум искрено среќен дека имам другари кои што се прави мажи, кои што навистина мислам дека меѓу себе си се знаеме, си ги знаеме сите своји мани, си ги знаеме сите своји доблести, си се подржуваме меѓу себе. Вашите успеси ви беа постојано ветер во грб. Дали некогаш ви представува и кочница? Ама ветерот у грб е тоа, знаете како е, малку е контрадикторно, што повеќе горе се посилен ветеров. И јас стално викам, мој многу добар другар го кажува, вика, треба да се понашаш како Авакс. Лета на 20.000 метра, ракетиве стигаат до 10, се спуштиш ли на 10 ќе те срушат. Многу, мислам, овие, сега вака кога си правам рекапитулар на целиот мој професионален живот, можам да кажам, навистина имаше големи падови, можност да се откажеш и 100 пати сум сакал да се откажам, па пак продолжуваш. Навистина една голема борба да сега мислам дека го најдовме, прв пат имаме своја куќа која што тоа што со години го правевме треба да вроди со плод. Мислам за сите деца во нашата држава. И мислам дека сега се зимаат оние плодови од тоа све ова што помена овие, што викате вие, тој ветар, иако идеше најчесто во контраправец,
не идеше у грб толку, али големата слика на крај е дека навистина има сега светло на тунелот кое што мислам дека на крај ќе роди со плод. Од многу одамна, па се до денес, најпознати модели на класични мотори се Cafe Racer и Scrambler. На прв поглед тие се толку слични, но сепак има некои минимални разлики кои што ги издвојуваат овие два модела. Ако зборувате со вистинските љубители, ќе ви кажат дека убавината не е само во брзината и возењето, убавината кај овие мотори е исто така во дизајнот, во изработката и во севкупниот број на поминати часови во гаражата за да се добие едно вистинско ремек дело, кое што би било популарно во минатото, но и денеска. Особено во последните 5 години, сведоци сме на повторно заживување на класичните мотори. Само погледнете ги, на пример, Ducati Scrambler или пак Triumph Bonneville Bobber моделите. Поимот Cafe Racer потекнува од повоена Британија. Во 1960-тите години, мажите ги користеле овој тип на мотори како превоз со цел побрзо да стигнат во популарните кафулиња, каде што излегували и се дружеле. Cafe Racer е мотор кој е направен за брзина и возење по урбана средина. Една од најпознатите приказни за овој тип на мотор од минатото е дека мажите кои возеле Cafe Racer се собирале во познато кафуле, ја порачувале својата омилена песна, се качувале на моторот, правеле еден круг и морале да се вратат назад во кафулето пред да заврши таа песна. А Scrambler моторите ги користеле за да го искористат најбрзиот пат од едната до другата дестинација, дури ако тоа значело возење по полиња со густа трева и кал. Scrambler е мотор кој бил дизајниран за употреба на теренски патишта и секако градски улици. Исто како и кај Cafe Racer моделот, така и овој модел има потекло од Британија. Следната главна причина по која се разликуваат овие два модели е во позицијата на издувните гасови. Кај Cafe Racer моделите тие се наоѓаат на пониска позиција, додека кај Scrambler моделите издувните гасови се на повисока позиција. Поради тоа што едниот бил градски мотор, а другиот бил теренски, ова е главната причина зошто позицијата на издувните гасови е различна. Кај Scrambler моделите, повисоката позиција овозможува на возачот лесно да премине од асфалтиран пат во земјан пат или обратно. Еднаш, еден познат британски новинар кажал: човек кој што за себе вели дека е джентлмен, не е джентлмен. Велат, джентлмените не обожавале мотори. Вие како мотор возите? Јас имам моментов два мотори, имам Vespa Primavera и имам Honda Rebel. И па дали сакаат, мислам дека сакаат мотори. По принцип, мене ми ова нова пасија, не можам да се пофалам дека возам од дете, но навистина е онака баш окей, ми се свија. Уживате ли во брзото возење? Не. Нормално возење, прописи, правила, све како што треба, 16 часа, полагање. Ги почитувате пропишаните правила? Максимално и баш уживам. Вашата професија е една од најодговорните. Како се доживувате себе си? Па не знам, валјда нормално, ништо посебно. Си ја сакам професијата, многу години ја работам, сакам да работам со деца. Мислам дека вршам добра работа, секогаш барам ново надоградување. Имам моментов за детскава кардиохирургија со која што јас се занимаваме апсолутно тимска работа. И многу сум горд на својот тим кој што сега брои негде 20 на луѓе. Како фамилија сме, функционираме добро и се надевам дека тој број ќе се зголемува. Сте имале ли момент во животот кога сте кажале кај ја најдов оваа професија? 100 Кога пати. можев да станам уметник? 100 Ова е во пати. правец на тоа дека сте пораснати во детскиот театар, каде најзаслужен е вашиот татко. Што знам, он цело време у некој наврати го им кажам, он вика единствено место кај што би фаќал врски да не те примат би било од некој од тие уметнички глума, режија и такви ствари. Иако пораснав факт во театарска
фамилија. Кај нас дома не се збореше никад за медицина, секогаш беше поврзано со култура. И тоа у неколку наврати исто сум го кажал. Ако не би се бавил со ова, би сакал да музикава многу ја сакам. Штета не научив да свирам ништо. Иначе баш би се бавил со некоја таква професија. Мислам дека е онака open mind, некако како проаѓа време се повеќе ми свија такви професии. Во вашата професија пресудна е внимателноста, прецизноста, одлучноста, а пред се умешноста. Со сите овие особини, како сте во секојдневието? Многу ретко зборувам за професијата, како стареам се помалку. На почетокот ми беше интересно, се дешаваше повеќе да зборувам за хирургијата. Сега како не се сеќавам дека последен пат нешто да искочам да зборам што сум работел, како сум работел. Навистина, кој ќе заврши работната, вакво гледам комплетно да се опуштам и да не мислам за тоа, иако е многу тешко тоа, бидејќи водам голема и многу одговорно одделение, али нон-стоп сум на телефони, нон-стоп, али тој момент пробувам навистина кога ќе заврши све тоа да се изолирам од секојдневието. Најпрво, благодарност до вашата емисија и до поканата за учество во нејзе. Јас сега ќе се облечам маската за да можеме подобро да се разбереме. Овака приказната за Gentleman's Ride годинава ја слави својот пет роден ден, своето пето издание. Почнавме 2016 поттикнати од глобалниот настан, кој што се морам да напоменам дека се одржува на исти ден во целиот свет. 600 држави, 100 држави, 600 и повеќе од 600 града. Секако и Скопје веќе пета година е дел од тоа глобално движење. Хуманитарен настан пред се, кој што ги спојува хуманитарниот дел, љубовта кон класичните мотоцикли, убавиот дрес-код, нормално, сето тоа сплотено во овој настан кој што го гледаме во моментот. Ова движење третира три теми. Првата тема е секако и најважна. Тоа е собирање на средства за борба против ракот на простата и машките самоубиства кои што доаѓаат како причина од ракот на простата. Втората цел е да се поттикне заедницата да гледа едно поинакво светло на мотоциклистите, бидејќи сакаме да го покушаваме и во тоа успеваме добро да го разбиеме оној стереотип каде што мотоциклите се представени како бучни мотоциклисти, со кожни јакни, со тој фолклор. Значи сакаме да пренесеме до заедницата дека може да изгледат сосема подругачие мотоциклистите. И третата работа е секако подигање на свеста околу борбата против ракот на простата. По насоките на светската организација, значи дрес кодот е
викаме дека треба да возиме дотерани, така и е насловот, значи возиме дотерани, односно убав костум, кравата, лептир машина, шарпа, значи се она кое што дава една одлика да се биде джентлмен. Во таа насока е се и тоа што разговаравме пред малку. Значи мотоциклите се исто имаат свој код. Во организацијата се прифаќаат класични мотоцикли и мотоцикли кои што се инспирирани од класичните мотоцикли. Годинава имаме покрај официјалниот дел, кој што секако е ист, односно секој учесник има задолжение да се пријави на официјалната веб страница, да донира средства по желба и да потикне преку социјалните мрежи, да ја потикне свеста и да потикне собирање на средства кои што ќе одат во преку Movember фондацијата во програми кои што третираат појавата ракот на простата. Втората работа која што е различна е практично самиот ден, самото возење. Досега тоа беше еден празник, градски празник, каде што беа собрани барем во Скопје, зборувам, повеќе од 150 мотоциклисти во овој стил и со парадно возење ја пренесувавме пораката. Годинава имаме задолжение тоа да го направиме сам по сам, односно да има соло возење, кое што е на светско ниво, не е само кај нас во Македонија или во градот Скопје, него е на светско ниво. Ние како клуб оваа година решивме да ги почитуваме нормално како што е и ред тие правила. Позетме сам по сам и организиравме еден мал клубски собир кој што ќе го одбележи настанот. Ова беше нашето прво издание од Gentleman Magazine. Нашата мисија и цел за негување на добрите навики продолжува. Бидете со нас наредната недела.